Почитувани, на почетокот сакаме да повториме дека изминативе 3 седмици Социјалдемократскиот сојуз на Македонија секојдневно и недвосмислено искажува јавна поддршка на надлежните институции за брзо пронаоѓање, идентификување и изведување пред лицето на правдата на сторителите на грозоморното убиство кај Смилковци. Денес сакаме да искажеме целосна поддршка до правосудните и истражните органи да спроведат брза, ефикасна и транспарентна истрага за петкратното убиство во Смилковци. Поради чувствителноста на случајот ги охрабруваме правосудните органи низ професионална, правична и пред се законска процедура во најкраток можен рок да излезат пред надлежните институции, но и во јавноста со материјалните докази и со тоа да ги сопрат сите шпекулации што произлегоа во јавноста. Она на кое би сакале да реагираме во последните неосновани напади од страна на министерката Јанкуловска и премиерот Груевски, кои представуваат злоупотреба на овој чувствителен момент во политичка пресметка со опозицијата. Иако како опозиција имаме право, но и обврска да ја критикуваме власта, свесни за чувствителноста на моментот поврзан со петкратното убиство, секојдневно јасно и недвосмислено ја изразуваме нашата поддршка кон институциите на системот за транспарентно, ефикасно и професионално да го изведат случајот пред надлежните органи и во јавноста. И покрај поддршката која ја даваме на МВР и безбедносните служби, сакаме да констатираме дека тие потфрлија во 2 случаи во изминатиот период. Прво, во акцијата Детонатор. Не само што јавноста дозна, туку и според зборовите на самата министерка Јанкуловска, на повеќе од половина од територијата на Република Македонија, полицијата наместо да го штити, го криела и соработувала со криминалот. Второ, во случајот со грозоморното петократно убиство, очигледно е дека затаила превентивната улога на безбедносните и разузнавачките служби, кои дозволиле на територијата на Република Македонија, на територијата на главниот град, да се случи ваков грозоморен чин. И покрај очигледната одговорност на министерката Јанкуловска, СДСМ се одлучи да ја одложи интерпелацијата за министерката, сметајќи дека во овие чувствителни моменти безбедносните служби треба да ја имаат целосната поддршка од сите политички субјекти, како и од целата јавност, за да го разрешат овој случај. Покрај искрената и целосната конструктивност, која ја демонстриравме како опозиција, поради чувствителноста на моментот од страна на власта, а најмногу од најодговорната министерка, наидуваме на несериозност и злоупотреба на моментот за дневно политичка пресметка со опозицијата. Искрено сакаме да порачаме дека за смирување на страстите ВМРО ДПМН би требало повеќе напор да вложи да ги усогласи политичките ставови со својот коалиционен партнер, со ДУИ, кој очигледно им дава помалку поддршка, отколку да се користи со неосновани напади кон опозицијата, која секојдневно, јавно и недвосмислено ја демонстрира поддршката за решавање на грозоморното убиство.